Пожарот во Кочани ја зеде 60-та жртва. Во Литванија, каде беше испратен на лекување, почина управителот на дискотеката Пулс Александар Карадаковски. Имаше 29 години. Во трагедијата се здобил со тешки изгореници на главата, вратот и рацете, со длабочина од 2-3 степен. Првично го лекувале во старата градска болница, а утредента на 17 март, поради влошување на состојбата со медицински авион, е префрлен во Литванскиот центар, каде утринава им подлегнал на повредите. Според лекарите, причина за смртта е директно оштетување на дишните патишта од вдишаниот пламен. Заради оној дел од пламенот, односно оној дел од чадовите кои што ги вдишал, доаѓа до оштетување на внатрешните, дишни органи, што е потврдено од страна и на колегите во Литванија во разговор со нашите анестезиолози при брифирањето за здравствената состојба на пациентите, кое што морам да кажам дека идеше во редовно, се одвиваше на секој ден или секој 2 дена, при што е утврдено со бронхоскопско испитување дека е оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата, која што на крајот резултирала со подлегнување на повредите на веќе споменатиот 29 годишен Александар Карадаковски. Тој беше најтешкиот пациент за кого што добивавме информации. На 1 април откажа и функционирањето на бубрезите, беше ставен на диализа, имаше температура, практично рани, директорот кажа на 36% приближно на телото, од 2-3 степен, што практично отвара простор за појава на инфекции, и тоа е таа компликација која што плюс дишните патишта, изгореници на дишните патишта околу 90%, ако не се лажам, по бронхоскопија. То не обезбедуваат соодветна размена на гасови. Обдукцијата на телото ќе биде направена на Институтот за судска медицина во Скопје, а транспортот од Литванија ќе го организира државата. Министерот за здравство информираше дека денеска во стабилна здравствена состојба во Македонија ќе се вратат 6 од повредените, по 2 од Бугарија, Унгарија и од Шпанија. Во странските центри на лекување остануваат 69 пациенти. 20 биле интубирани и приклучени на апарати за дишење, а 3 се многу критични. Овие 3 пациенти што ви ги кажувам се во релативно тешка состојба, што ни се не известува дека е сосема критична состојбата, да се разбере. Да, истите 4 беа практично, едниот за жал почина и 3 се уште во многу критична состојба. Во македонските болници на лекување остануваат 9 пациенти. Според информациите од здравствените власти, по големата трагедија во Кочани беа хоспитализирани 193 повредени, од нив 118 се пуштени на домашно лекување. Александар Динев, Сител телевизија.